Добро вечер. Од изборите на 8 мај, заклучно до гласањето во недела во парламентот за новата влада, Христијан Мицковски имаше доволно време да направи пресврт во темите кои што би сакал да бидат доминантни во расправата, сосема легитимна, за тоа што не очекува со новата влада. Изненадувачки тој одбра преку неколку тестови да запали еден нов оган преку чудна интерпретација за слободата на мислата, човековите права, за некои чудни талибанци кои од другата страна на границата сега се обидуваат да толкуваат обврски за кои што Христијан Мицковски смета дека никаде не се запишани во обврските на неговата држава. Тоа чудно двојство, таа чудна биполарност, таа импресија од малкуте слободи кои ги користел во изјавите, го доведел во ситуација и дека природната можност да го користи само терминот Македонија, според чекорите кои беа направени од председателката и некои од неговите изјави, сега се повеќе упатуваат на заклучокот дека секое такво користење само на терминот Македонија ќе се смета за политичка порака и прекршување на договорот. Дали свесно Христијан Мицковски одлучи да тестира во овој период? Дали можеби поради обврските, бидејќи во претходниот период интензивно зборуваше за тоа дека никогаш дури и по цена да му го земат мандатот нема да го искористи терминот Северна Македонија? Всушност овој период го искористи за да ги доведе во оваа релација односите помеѓу Скопје и Атина, за да може евентуално кон своите незадоволни поддржувачи кои му дадоа сосема доволно гласови да води одговорна политика, на крајот би можел да рече: се обидов, меѓутоа ова може да биде малку поголем проблем отколку што ние очекувавме. Никој не може да биде сосема сигурен. Можеби најточни се оние дека треба да се чува зборот, затоа што тој еднакво може да биде доволно силен и понекогаш да се сврти против вас. Таа влада која ќе биде изгласана во недела, всушност беше период во кој на Христијан Мицковски му беше отворено се. Силно парламентарно мнозинство, СДСМ во нокдаун, дуи од најава дека ќе ги вади приказните од црвените подруми, до една потполно мирна ситуација во која никој не очекуваше дека токму партијата која се закануваше со легитимитетот на албанците, на крајот ќе биде таа што ќе го возможи првото гласање со 80, кое што го доведе Христијан Мицковски како мандатар во позиција да може да ја составува владата според новата организација на државната управа. Што можеме да очекуваме? Дали беа лажни добар дел од конфликтите, наративите и пораките само да се стигне до вака силната позиција и колку таа може да биде добра резерва во која ќе може да се трошат низ паметни потези некои од одлуките кои ќе донесат предност или ВМРО-ДПМН ќе може да потврди дека тоа за што се избрани ќе биде брз чекор за ново лице на оваа држава. Мои гости вечерва, Благојче Атанасовски, добро вечер, аналитичар, и Рамадан Рамадани, добро вечер. Добро вечер. Не сум сигурна дека се ни е јасно, но ќе се обидеме гласно да зборуваме за тоа што мислиме дека ни е јасно, но најпрво да видиме реклами. Да, почнуваме. Благојче, во овој период од 8 мај до денес, наспроти сите очекувања дека во изборната кампања ќе каже или веднаш после изборната кампања ќе мора да каже што ќе прави Христијан Мицковски со Софија, изборот да се направи друга конекција или да се направи заменски конфликт, може би е стратегија на Христијан Мицковски, а не непотребна авантура, бидејќи да речеме на прашањето со Софија може би нема добри одговори, а ова е брз резултат кој што апсолутно јасно го очекувате дека реакција од другата страна ќе има. Вечерва во интервју за 360 степени стигнавме до таму американската амбасадорка да биде воодушевена што Христијан Мицковски во недела ветил дека ќе го искористи уставното име на државата при давањето заклетва и тоа јавен настап кој што таа го поздравува.
Можеме ли да речеме дека ова всушност е голема победа на Христијан Мицковски, во која исчита дека на крајот тие тргнуваат по неговата мерка кога ќе кажам или кога конечно ќе се мешам во сопствените работи и должности? Голема победа против американците, грците, бугарите и дуи, треба да му се честита. Да не кажам дека тоа би требало да биде толкувано како политичко-дипломатски очеј на американската амбасадорка или на дипломатијата на САД во земјава, кога тие како еден вид на најголеми гарантори на Преспанскиот договор, каде што постојано имавме и извештаи и изјави од Стејт департментот дека тие кои ќе го урушуваат на еден начин Преспанскиот договор, а тој бил гарант за безбедност и стабилноста на јужното крило во НАТО, ќе бидат ставени на црната листа на Соединетите Американски држави, да се дојде до тука, до ситуација каде што американците ќе бидат воодушевени, односно представниците на САД во земјава ќе бидат воодушевени дека ќе се почитува конститутивното име согласно одредбите од Преспанскиот договор. Во однос на тоа дали тоа е стратегија за отварање на еден нов под наводници Јужен фронт, кога се уште над глава ни виси неизгласувањето на уставните измени за внес на бугарите во уставот како услов без кој не се може да се почнат првите преговарачки поглавја со Европската унија. Тоа може би на вистина е стратегија, бидејќи до тој степен верувам дека и Христијан Мицковски па и тие првенци кои креат таа стратегија на ВМРО ДПМН како идна владеачка политичка партија во однос на надворешната политика на Македонија не се толку наивни да поверуваат дека отварањето на нов фронт со Грција апсолутно може да ги загрози до крајен невиден степен европските интеграции на Македонија, но доколку е тоа свесна стратегија, мислам дека е свесна стратегија ние да влеземе во еден нов геополитички евроинтегративен ќорсокак од кој прашање е дали некогаш децении нанапред може да излеземе, бидејќи јас постојано велам ние никогаш во изминативе 33 години не сме се соочиле со двојно преповторено вето од страна на држави членки на Европската унија. Знаеме колку беше тешко по ставањето на грчкото вето на самитот на НАТО во Букуреш 2008 година и каква робусна меѓународна интервенција требаше да се случи за да може да се тргне тоа грчко дипломатско вето и Македонија да го продолжи својот пат кон европските и евроатлантските интеграции. Во ситуација хипотетичка да претпоставиме дека кога се уште имаме под наводници условено официјално вето од официјална Софија, и ако Грција го посегне механизмот, односно грчкиот премиер формално правно каже дека Грција веќе не ја поддржува европската интеграција на Македонија, бидејќи не го почитува Преспанскиот договор и одредбите од Преспанскиот договор, ние тогаш ќе имаме едно дипломатско, државно политичко усојузување на официјална Софија и официјална Атина кои ќе се попречат на евроинтегративниот пат на Македонија кон полноправно членство на Европската унија. Се поставува прашањето дали тогаш меѓународната заедница ќе има наново енергија да се вклучи во еден трилинг, во еден триаголник на официјално Скопје, официјална Софија и официјална Атина, условно кажано да ги разрешава проблемите што политичко и официјално Скопје ги има со Софија и Атина, кои се членки на Европската унија, и прашање ние дали ќе влеземе во таков процес или ќе влеземе наново во процес на, условно кажано, радикализирање на нашите меѓусоседски односи кои ќе дојдат до точка на вријање, односно замрзнување на целосните државни односи и што тоа ќе рефлектира во внатрешните политички односи во Македонија, особено на меѓуетнички план низ годините кои следуваат. Некој би рекол, периодот во кој што немате со што да се занимавате, премногу нагласувате работи кои можеби нема да дојдат на маса. Еве, ако сум поконцентрирана дури од ова што го зборувате, ние како одеднаш да прифативме дека негде на масата е бугарско вето, а не е никакво бугарско вето на масата. Некакви компликации за кои што зборува Мицотакис може да бидат можеби непријатни на масата на самитот кога ќе седнат, но во формална смисла не верувам дека освен тоа што го соопштува дека ќе биде непријатно кога ќе се видиме на самитот во Вашингтон, би одело некаде подалеку во некаква друга иницијатива. Дали Рамадан е поблиску да анализираме дома и Христијан Мицковски не би бил првиот кој што без контрола на сопствениот јазик, имајќи потреба на политичкиот пазар да заработи
повеќе или да осигура повеќе во електоратот, понекогаш кажува резолутни изјави на начин на кој што и Зоран Заев велеше никогаш нема да го променам уставот, па тоа стана прва агенда откако дојде на власт. Дали ви е поблиску дека Мицковски го разбира проблемот, но е прилично тешко да се извлечете сега пред своите, кои на чуден начин во вашата кампања разбрале дека албанец нема да биде председател на собрание, па сега е тоа хистерија, ова е различно од тоа што ни го ветува и вклучително дека нашиот нов шеф никогаш нема да изговори северна и ќе биде предводникот на една друга култура во која поинтензивно ќе велиме Македонија отколку било кога северна. Дали сега всушност во овие потези напред-назад од Христијан Мицковски се обидува да се излече од насадената приказна која го носеше до победа и резултат? Па може да биде тоа. Јас пред се мислам дека ова излезна стратегија од претходно едно, сега не го спомнавме, но што се случи, мислам се случи првото ова почна со гафот на председателката. Јас го нарекувам тоа гаф, но тоа беше истраен гаф. Не гаф, сега како повеќе гледаме во низа од настаните, беше обид да се тестира. Да, беше обид да се тестира и мислам дека ова сега што го прави мандатарот во најава Христијан Мицковски е всушност излезна стратегија од тоа. Оти се виде дека Грција е премногу блиску, значи не е некој далечен проблем и дека сега лето настапува, дека може да има персекуции и по граѓаните и по партиите и по светот, дека тоа е близок проблем, значи со Грчка да има и веднаш се присетивме на првобитниот период кога имавме проблем со Грција, значи пред решавање на проблемот и испадна дека тоа е сепак голема работа која што не може да се изведе. Значи друго е неинсистирањето на Северна Македонија во смисла како што претходниците повторуваа, друго е сосема да никогаш да не кажеш Северна Македонија или да не го употребуваш името која сега сакаме или нечеме е веќе уставно име на Република Македонија. Значи тоа е новото име и мислам дека ова е всушност обид излезна стратегија од тоа што направи председателката. Значи како почна тоа, испадна дека тоа е поголемо отколку што можеме да издржиме или политички да изведеме ние внатре за надвор. И второто што мислам дека следи, а всушност е покомплицирано е ова со евроинтеграцијскиот тек. Значи до сега ние имаме некако најави дека тоа пак ќе биде столбот, значи евроинтегративниот процес, но сега така вели и програмата. Да, така вели и програмата, но тоа да биде како во претходното владење, значи пред претходното владење кога се спомнуваше евроинтеграциите, но ништо не се работеше во тој аспект, реформите не се спроведува, законите со ЕУ знаменце не беа заради ЕУ, туку беа заради други причини и така да се тера. Всушност сега ќе се воспостави дека и таму дошло до тоа, значи Македонија е во таа фаза која ќе мора стварно тие работи да ги направи. Значи евроинтегративниот процес на Македонија мора веќе политички да се развива и да се работи. Значи нема да може веќе, значи сега сме во таа фаза, нема да може веќе само да се спомнува декларативно, а да не се работи на тој Како тоа мислите нема да може? Нема да може зашто сега имаме конкретно започнување на преговори. Значи сега имаме конкретен дедлайн која ние треба да знаеме дали ќе имаме меѓувладина седница. Немаме веќе дедлайн. Немаме дедлайн. Па имаме уставните измени. Па добро, тоа не е од некого дедлайн. Да, ама не мислам како. Тоа сакам да ве прашам. Дали од ова што го гледаме како програма на владата, освен начални определби што ќе прават, јас не можам да препознам, не можам да видам ни од овие како се вели одвлен дека тука постои некаков јасен план. Пробивот е сосем известно јасен. Уставни промени во собранието и продолжување на процес. Сакам да кажам дека евроинтегративниот процес на Македонија како се одвива сега веќе има темелник, временски темелник до каде може ние така да настапуваме како порано што во два периоди. Нема. Да.
Како нема? Па има, Па нема. уставните измени треба да се донесат, за да се знае. Ние или ќе заглавиме... Ви велам дека ние знаеме што треба да направим, без оглед дали не се допаѓа или не, но ништо од ова досега до програмата во собрание не упатува на заклучокот дека постои некаков интерен договор, кој е тоа временско интермецо, кога ќе тргнат во обидот. Видовме дека постојат 80 за некакви други одлуки, но не гледаме дека тој дедлайн за кој што вие зборувате наспроти аспирациите на владата е тука некаде во нивни раце и во нивниот ум. Не знаеме дали и колку е во нивните раце и во нивниот ум, но ја кажувам дека процесот како се развива нема да може веќе само декларативно да се спомнува. А всушност сега еден од ортаците, значи едниот фронт кој што настапува Влен, тоа во Влен е европско интеграција и тие ќе го раководат тој сектор и мислам дека значајните институции кои треба да го спроведат и по тоа ќе се гледа. Значи дали реално евроинтегративниот процес на Македонија ќе се одвива или нема да се одвива. Значи, ќе бидеме заглавени ако не се одвива. Ми се допаѓаат понекогаш, како се вели, политички идеалисти кои немаат пристап до оној, како се вели, дневен сервис на информации и дека понекогаш можеме да им даваме било какви украси, дека тоа има врска со ова. Наполно сум сигурна дека Орхан Муртезани, да сме го прашале пред една недела дали влегувате во влада, веројатно би бил исчуден, а не сега дека ќе раковеди со новото Министерство за евроинтеграција. Предпоставам дека терминологијата не ја владе уште, па помалку во тоа е да препознавам дека баш поради тоа нив им дошол мандатот, но имаме време. Не, поради тоа е направено тоа. Како ќе се справат? Слобода на мислење. И гледам дека не успеваме да се разбереме дека ние не сме од таа траса на таа приказна, поради која некои талибанци сакаат да им го одземат тоа право, а тие без оглед што си на која функција се само луѓе кои го имаат основното човеково право слободно да мислат и да се изразуваат. Што и да мислиш слободно, може ли од позицијата на која што се наоѓаш да мислиш толку слободно надвор од рамките на сопствениот устав? Апсолутно влегуваме во една... Ова е подолгиот опис, Благојче, за ситуацијата во која јас тврдам овде да е вечерва Мицковски 5 пати можеше да каже Македонија и никој немаше да направи никаква реакција. Но откако тоа создаде политички контексти зошто вели само Македонија, сега ќе стане тешко и на улица во изјава да го користи тој термин, затоа што е јасно, тој јасно ги декларираше своите намери зошто така ќе се однесе. Апсолутно реакцијата на официјална Атина доведе до таа ситуација да грчката дипломатија веќе под наводници, условно кажано, ја лови секоја изјава на Христијан Мицковски како иден официјален премиер на Македонија или на претседателката Гордана Силјановска Давкова, каде што таа освен тој гаф, како што го кажавме, го направи при инаугурацијата, гледаме сега едно под наводници чудно ретерирање од соопштенијата од незиниот кабинет, каде што ниту еднаш после употребата на терминот Македонија на свечената заклетва во собранието, воопшто од институцијата претседател на Македонија, од незиниот кабинет не се користи терминот Македонија, ниту па се користи терминот Република Северна Македонија и се оди во тие креативни решенија каде што се користи терминот нашата земја, нашата држава или македонската држава. Од тука сакам да кажам дека и двајцата, ама веројатно и министерот за надворешни работи, и министерот за одбрана како државен врв или државното политичко раководство на Македонија ќе бидат под радар постојано да под наводници не смеат да го употребуваат терминот Македонија, бидејќи на тој начин тоа ќе биде толкувано како прекршување на Преспанскиот договор и одредбите од Преспанскиот договор и постојано треба ние да добиваме опоменување од официјална Атина до моментот додека тие не ја направат. Да. Поради оваа мала калварија од можноста дека може да се користи Македонија,
тие се доведува во ситуација сега секој користи на само Македонија да биде третирано како свесна намера во која политичкиот врв сака да раздвои што е почитување на договорот и уставот, тоа ти било само кога ќе подпишуваш или кога ќе влезеш во собрание, се надвор од тоа припаѓа на слободата на граѓанинот и како и секој, они се живи, обични луѓе, може да го користат терминот. А може да го користат, но овој период на компликации, затоа ве прашувам. Да, сакав да кажам. Дали свесно беше произведена ситуацијата само за да на некој начин Христијан Мицковски го легализира тоа што знаеше дека мора да го направи. Во еден момент мора да каже Северна Македонија. Дотолку повеќе, ако е свесно, тоа пак ги нарушува нашите дипломатски основни работи кои треба да бидат ставени во рамка на меѓуинституционалната комуникација со Атина и тие мали, условно кажано, островца на таа слобода на изразување, вие што е велите, каде што доколку не го направевме ова еруптирање на меѓудржавните односи меѓу Македонија и Грција, ќе има и Христијан Мицковски во колоквијална употреба доколку гостувал на национална телевизија, ги изгубивме. Со тоа што го поставивме на пиедестал повторно после 6 години грчко-македонскиот спор околу употребата на уставното име и гледаме сега ние, јас си постојано велам, ако одиме во таа ситуација, ние колоквијално да толкуваме дека според основното човеково право имаат право државните раководни лица од државниот врв, председател, премиер, министар за одбрана и министар за надворешни работи да го употребуваат терминот Македонија и доколку го прават тоа и добијат вето, односно добиеме вето од официјална Атина, ние ќе се најдеме во нашиот најголем државно-политички и дипломатски пораз. Ќе останеме за употреба, севкупна употреба на името Република Северна Македонија, значи ние нема да одиме во насока на раскинување на Преспанскиот договор и условно кажано враќање на името Македонија како што го бараат пред се поддржувачите и гласачите на ВМРО ДПМН, значи никој лут не верува во оваа држава дека ќе се оди во процес на раскинување на Преспанскиот договор, бидејќи ќе треба да се обезведат 80 пратеници, значи ние формално правно во внатрешниот правен сообраќај ќе го користиме името Република Северна Македонија на секој документ и ќе добиеме вето од официјална Атина, бидејќи таа ќе вели со тоа што колоквијално согласно слободата на изразување и употребата на терминот Македонија државниот врв, ние го прекршуваме Преспанскиот договор. Ќе имаме дупло голо. Ќе останеме со името Северна Македонија за севкупна употреба и ќе добиеме блокада на евроинтеграциите. Само уште да завршам. Суштината на Преспанскиот договор беше кревање на блокадата од страна на Грција и продолжување на патот на Македонија кон Европската унија и веднаш влегување во полноправно членство на НАТО како 30-та земја членка. Тоа беше класичната суштина, бидејќи поради тоа се вклучи американците од таа гледна точка, бидејќи ние бевме заглавени 10 и повеќе години блокирани на нашите европски и евроатлантски интеграции. Не знаеме што точно се случува на тие средби тет-а-тет, за да можеме сосема разумно да речеме дали е можно представникот на главниот спонзор на овој договор да може да изјави дека е воодушевена од што Христијан Мицковски во недела ќе каже Северна Македонија, но сосема е можно дека тој таму успел да демонстрира досега прилично тврда позиција, па сега вели дури оваа отстапка да го каже и направи тоа што мора да го направи во собранието, да биде нешто што воодушевувачки ќе го поздравува американската амбасадорка. Како поет, писател, како човек на кој што зборот, мислата му значат, ви изгледа ли будалесто дека може да се занимаваме волку многу денови, помеѓу тоа не ме слушај што зборувам, гледај ме што пишувам, ако ти е важно што пишувам во смисла на почитувањето на договорот, или некако зборот, мислата, подписот, мени понатаму не ми е јасно што е тоа за славење во смисла на слободата нема да го користам, а секој ден во безброј решенија јас ќе го подпишам тоа. Колку е тоа коректно, колку е здраво за заедницата да промовирате тој тип на пристап или на некој начин толку специфично да го издигнувате своето право да говорите Македонија без оглед на последиците кои што ги правите, а знаеме дека секој ден подпишувате Северна.
Да, и потпишувате северна секој ден, плюс тоа доведува до тоа да се извадиме од еден стар муабет, вака писателски кажано, што сме го рекле порано и сега на тој начин да се вадиме, значи демек ние све направивме, ама барем кобурето не го извадивме, а всушност во тој пат, можеби 5 пати порано требало кобурето како што е во Вицот да го извадиме. Но пак јас сакам сега, еве, чим ме наведе на тоа поетски, на книжевни, понародно да објаснам и тоа претходно што го реков. Ние сега сме у фаза на после свадба, но без меден месец во директно остварен брак. Значи влегуваме у еден брак и коалицијата, и државата, и политичките партии, каде што веќе има деца, има проблеми, има одговорности и тоа ќе биде првиот ден. И мислам тука дека тек следи да се види до каде е државата. Значи сите овие работи сега од карши што може да се насетат, дека не знам, буџетот не било у кондиција кажано од човек кој што нема абер од финансии или не знам, за кого навиваат албанците кажано од човек кој разбира у финансии, ама не разбира у политички прашања и во меѓуетнички односи, сите овие работи сега звучат како бладање во празно или сакање да навестуваме која ќе биде стратегијата. Тој ден кога господинот мандатар ќе биде премиер на граѓаните на Република Македонија и ќе седне на тоа столче и ќе види до каде е државата и каде е државата, мислам дека една од првите работи која ќе се види е токму тоа што претходно се потрудив да го објаснам, а тоа е евроинтегративниот процес на Македонија. Значи евроинтегративниот процес на Македонија сега е во таа фаза да не може да биде како во еден период на владењето на Груевски, кога се одбиваат цели фондови неискористени. Значи милиони не беа искористени, така, не државата не сака да работи со ЕУ. Буквално така беше кажано на два пати. Едниот фонд беше нешто за култура, другиот беше за независна култура, другиот беше за невладини организации, цели фонди, значи, не се отвара. Сега се отвориле и буквално во секое министерство има или проект на ЕУ, или реформа спроведувана со ЕУ пари, ЕУ експерти, не знам, луѓе кои што не можат да застанат. И тоа ќе се примети до каде е терано тој евроинтегративниот процес и ние ќе знаеме. Значи, како што не можевме, кога што при првиот гав видовме дека всушност Грција е многу блиску, тога при првите работи ќе видиме дека без ЕУ веќе во Македонија не можат да опстојуваат дуќаните. Значи, буквално политичките дуќани нема да можат да опстојуваат и тоа ќе биде јасно на секој кој што ќе се нафати да работи институционална работа, а сите овие 24 министерства ќе треба да работат со тоа и тоа ќе се 24 со премиерот се всушност кабинетот, но не се сите кабинет и 20 министерства, да. Во денешната изјава, која е реакција на интервјуто на Мицотакис за едно грчко радио, Мицковски потврдил дека е подготвен и да се соочи за тие проблеми немели закани, иако често го потребува терминот жали за талибанскиот пристап, не ми звучи сосема соодветно за нивото на полемика која до овој момент го има. Но вели дека не само таму подготвен е, одговорно и со аргументи, да им каже на сите кои пред 5-6 години му велеле христијане уште ова и готове за 5-6 години сте членки, дека не лажеле, дека се неодговорни и нечесни кон оваа земја. Дел од овие пораки ме подсетуваат на тие стари реторички ситуации со Никола Груевски. Кажете ни дали не сакате за воопшто да тргнуваме на овој пат. Вие сте лажлива, предвртлива дружина и прескапо е да влеземе во ова авантура. Ви изгледа дека има полза од тој тип на разговори и дали тоа значи всушност дека на подреден период Христијан мисли се уште да троши прилично време пред да ги отвори картите и соопшти што има намера да прави? Да, ама од тие такви реторички изјави ползата ќе биде во негативни реперкусии по целото општество, бидејќи да не се навраќаме на периодот од 2006 година кога една година претходно добивме само кандидатски статус за членство во Европската унија,
Па до тој степен ние ги испроблематизиравме односите со Грција да добиеме 2 години подоцна официјално вето за нашите европски и евроатлантски интеграции и од тука па натаму да завршиме така како што завршивме во извештаите на самата Европска унија да бидеме цитирани како заробена држава. Се обидува Мицковски да подсети на таа хронологија во која по прв пат дознаваме дека не мисли дека некој од потезите на Груевски беа во ред и дека за тоа плативме висока цена, прилично за доцнето. Јас нема да менувам автопат, јас нема да возвраќам на тој начин. Извинете, таа емоционална патетичка реторика во односите со Европската унија, каде што ќе им кажува дека тие не биле фер, дека таа имала превртлива политика, дека постојано се бараат нови и нови услови врз граѓаните на Македонија, апсолутно нема да доведе до решавање на постојните проблеми, напротив, може само да создаде нови кои уште толку ќе го испроблематизираат нашиот евроинтегративен пат. И тој вели, за оваа моја позиција ниту сум лажел, зборував навреме, зборував и тогаш кога си гласавте, кога си собиравте мнозинства, зборував и кога баравме предвремени избори, кога прифаќавте преговарачка рамка и кога префаќавте француски предлог. И на крајот јас добив гласови, колку што добив, и имам одговорност затоа што се од ова претходно сум рекол. А потполно сме свесни дека ова што сега го зборува е секако вовед во едно интермецо во кое ќе се расправаме за вкусовите и пристојноста. Дали сте лажливи, дали треба да ви веруваме, дали треба да тргнеме во офанзива или не. Апсолутно е така. Вие ако постојано велите дека сте добиле плебисцитарни Дали вие препознавате дека овие изјави имаат друга намера, да фокусираат трошење време, од прилика како што Груевски трошеше време со Папандрео, имаа безброј средби, на крајот не вика со што правите на средбите, он зборува, јас го слушам и тоа е. Апсолутно да, ама таа реторика, ако оди со таа намена, ние ќе имаме, и само да реплицирам, ние ќе имаме само номинален пат кон Европската унија, нереален. Соговорникот е прилично премногу голем оптимист да смета дека во дадениот политички момент ние не може да се однесуваме како во времето на владењето на Груевски, номинално да сме за Европската унија и Груевски да вели дека Европската унија треба да го смени својот став кон Македонија, па Македонија тогаш да ги почне преговорите со Европската унија, не да и се поставуваат услови. Еве ќе ви кажам зашто сум прилично скептик и песимист. Ние имавме реторика пред изборите дека... Овде има подобар пакет. Христијан пред изборите зборуваше дека амбициите на оваа влада ќе бидат да направиме пристојна земја за живење на собствените граѓани, да направиме доволно достоинствена земја која може да ги решава поголемиот дел од своите проблеми, не рече колкава ќе биде цената, се разбира дека ќе биде висока цената, тие се подготвени да го одработат тој проект и во тој момент кога таа земја ќе изгледа поинаку и тие од другата страна лажливи, не знам какви, ќе гледаат кон нас со поинакви очи. Тоа е еден малку подруг превод на тоа што Груевски претходно го зборуваше. Кажете, не имате ли намера сериозно со нас, дали да тргнеме во ова или не? Тоа е најдепласираната теза во изминативе 33 години, бидејќи секоја влада која дошла нова, со промена на старата политичка гарнитура од спротивниот центар, секогаш ветувала дека Македонија ќе ја направи пристојно и достојно место за живење и дека до тој момент Македонија со претходната влада била руинирана во сите општествени сфери на живењето, од владење на правото до нискиот животен стандард, здравството, економијата, образованието и културата. Мислам дека треба да сме премногу, ама премногу наивни. После 33 годишно практикување на повеќепартиска демократија со смена на двете политички елити од левицата и од десницата, односно од СДСМ и од ВМРО-ДПМН, ние како граѓани да очекуваме дека токму оваа влада со овие министри, со овие кадровски капацитети ќе биде таа која Македонија ќе направи пристојно и достојно место за живење, односно и без пробивање на евроинтеграцијскиот пат, ние ќе ги средиме состојбите кои се бараат од нас согласно 36 поглавја, за да Македонија биде подготвен, условно кажано, внатрешно да биде еден ден членка на Европската унија. Тоа е премногу наивно држави. Јас не одрекувам дека паметна влада во добар договор под предпоставка дека ги има изведувачките капацитети какви што ги знаеме од ВМРО-ДПМН, што ја прави драстичната разлика со мрзливоста на СДСМ, дека со паметен пакет
може да остави впечаток дури во првите 6 месеци дека работите можат да функционираат и поинаку, дека можеме некои редови да зацврснеме и да можеме да вадиме подобар резултат, но тоа, се согласувам, не значи дека на крајот ќе потрошите повеќе пари ако при тоа паралелно не го обезбедувате и овој друг важен чекор за реформите да имаат смисла. За мене оваа влада ќе биде најпаметна. Јас да сум на местото на оваа влада би направил се да ги почнам преговорите со Европската унија, бидејќи секој некој знае дека при преговарањето се отвараат тие фондови неповратни средства од милиони, па дури милиарди евра за членки на Европската унија или за кандидати. Кога оваа влада со ваква плебисцитарна поддршка би направила, да речеме, политика во која ќе отвори процес на инвестирање на милиарди евра во сите општествени сфери на владењето, каде што граѓаните на вистина ќе гледаат пари, опипливи пари, каде што земјоделците ќе гледаат подобрување на нивниот животен стандард, обичните граѓани, сите вработени, каде што ќе гледаме ние опипливи резултати благодарение на тие пари и тие преговори со Европската унија и во судството, и во здравството, и во културата. Вие отидете во една Хрватска, ќе видите дека секоја табла пишува дека е финансирано од Европската унија. Значи, јас сум гледал во Полски има цели ревитализирани населби во градови со пари од Европската унија и табла од Европската унија. Каква била комунистичка Полска, каква била комунистичка Словачка, да не говорам Естонија, Романија и Бугарија, значи за банални работи за уредување, на некои си патчиња или некои си архитектурни работи, тоа се пари инвестирани од Европската унија. Ако сте политички паметен, ќе ги отворите преговорите, вие да речеме, ќе инвестираат пари од Европската унија и конечно граѓаните ќе видат политика на подобрување на живот. Ако вие влезете во ако влезете во уништување и на последната шанса со отварање на преговорите со Европската унија, ризикувате ние повторно да завршиме во пакет со Косово и Босна и Херцеговина, што ќе биде погубно за државата. Должам дополнување, не постојат такви пари што од моментот на одлуката ви стојат на располагање и тоа е несреќата на оваа земја што се повеќе ги губи внатрешните административни капацитети во кои способноста да се амплицира, да се одработат и контролираат проектите, откако ќе тргнат ќе стане хроничен проблем. Што се однесува до парите и во Хрватска, најголемиот дел од министрите во владата на Пленковиќ кои падна токму поради злоупотребата на европските пари. Не е тоа така едноставен процес во кој парите доаѓаат и вие видливо ги гледате од секој ниво, но ние сме далеку веќе и од апсорбцијската моќ да почнеме да ја учиме или вежбаме на посериозен начин приказната дури за еден ден кога парите ќе ни припаѓаат по јасната поделба. Ќе направиме пауза за Рамадан за реклами. Само кратко, да. Значи, јас не сум оптимист или песимист, кога кажував дека тоа нешто почнало тука и за некои работи за неопходни вршење на функционирање на државните институции, тука кај нас се прави со европски проекти и со европски фондови. И затоа, значи, пак ќе повторам, значи јас кажував до кај аспектот, што ќе се разбере у понеделник или кога ќе се збори веќе од позиција на премиер, колку е интегративниот процес и колку е Европа кај нас. Пауза за реклами. Рамадан, очекувавте ли дека вака лесно, масно, дуи ќе прифати дека е готово се, вклучително дека е безсмислена приказната за легитимитетот на албанците, ќе продолжат тие таа да верглат, него на првото искушение, кога потполно свесно христијан ги носи во приказната, тие решаваат тие да бидат тие што ќе ги обезбедат 80-те, иако да речеме за некаква чест на мала речица може да остават некои од коалиционите партнери да го завршат тоа, па дури да има тоа призвик дека ќе напуштаат коалицијата. Не, мислам дека токму спротивното, од паника тоа да не го направи некој мал коалицијски партнер во Европскиот фронт, дуи го направи тоа и после се излета. Тоа го кажувам со тоа дека Алијанса не беа за тоа, Алијанса на албанците, крилото на селја и другите пратеници не беа за тоа и јавно го изразија тоа. Мислам дека овие од паника, дали од другите припадници на другите етнички заедници кои им се сега пратеници, или од паника дека некаде ќе најде
ДПМН и Влен ќе најдат уште двајца, тројца и да не се случи тоа, да видат тие од редовите од Европскиот фонд, тие го направија тоа и тоа го прикрија после со некаква си комисија за спроведување на рамковен договор или не знам како беше насловена. Мислам дека тоа беше основниот мотив на тоа. Но јас пак ќе се осврнам на евроинтегративниот процес и за разлика, значи друго да ве прашам. За разлика од ДПМН, членовите на Влен, партиципантите во коалицијата Влен, тие ќе имат повеќе потреба да одговарат пред своите и сегашни и идни гласачи, зашто веднаш ќе има локални избори, нели, и тоа е некако временски темелник, временски рок докаде ќе се оправдат тие заради коалицирањето, заради функционирањето и така натаму, но и ќе ни докажат како функционираат всушност меѓу себе ова владеачка коалиција, дека тие повеќе ќе треба да кажуваат до кај сме со евроинтегративниот процес. Друго што извини. Има и една аналитичка група која мисли дека малку подобро ги познава релациите во заднина, дека е веројатно во ваков формат, во ваков конструкт каков што е Влен, така брзо да очекуваме дека може да ги дефинираат своите ставови, се е тоа едва и сега составено и дека добиваат главната победа. Ви ветивме дека Дуј нема да биде во влада, без оглед колкави се искушенијата Христијан Мицковски на нив малку да повежба една друга македонска дисциплина со речник, кој што не знам како вие го разбирате, да речеме на роденденот, вели тие што ме обвинуваат дека премногу сум дал на Влен, забораваат дека 3/4 од функциите кои претходно им беа дадени на Дуј успеавме да ги вратиме назад и тоа е таа македонска-албанска линија и меркантилност, колку им припаѓа, колку не им припаѓа на албанците. Препознавате ли таква опасност дека Влен може да послужи во овој момент за една ситуација во која Христијан ќе спроведе поголемиот дел од своето сценарио, дека повеќе не важи овој принцип, повеќе ова не важи, повеќе во мојата влада ова не се толерира? Се што може да биде, но тоа тек останува да се видиме од како ќе се формира и како ќе функционира. Сега ги знаеме само кадрите, а кадрите, значи, ние од тоа што знаеме и од тоа што имаме гледано, значи, таму има кадри кои што се со голем капацитет на политички сенс. Значи, еден Изет Меджити, кој што бил долго години, значи, во Дуј, подпредседател и така натаму, и според изјавите, има голем капацитет на политички сенс за да ги знае моментите и да знае дека следат локални избори, кај што тие треба да се докажат, дека постојат, не, тој ќе биде вице-премиер и министер за екологија, ама докаде ќе треба да докажат дека постојат и за нешто друго, освен да се урне Дуј, значи да ги представат своите гласачи и така натаму. Значи, кои гласачи да ги представуваат? Од првиот ден од понеделник, Изет Меджити и за вас, и за мене, и за Благојч е министер за екологија. Јас не сум сигурна дека владе 3 релевантни термини од областа, а не пак област во која, ако тргнеме да преговараме, таму стојат и најмногу пари од партнерите. Како не, значи тоа е Министерство за екологија и урбано планирање. Тој е човекот кој што бил градоначалник. Нема таму урбано планирање. Добро, урбано планирање, ама знае тие работи и друго, значи политичкиот сенс, на пример, еве да спомнем уште еден пример за да можеме да споредиме, не дека се на Арбен Таравари, значи човек кој што еднаш бил министер, долги години бил градоначалник и човек кој што е еден од најзаслужните зошто се случи Влен и како дојде до овој пресврт, да кажеме така, во релативно кажано албанскиот политички блок, што е голема работа и што ќе престојува други моменти за Македонија каде што ќе треба да функционираат заедно. Сакам уште нешто само да наговестам дека едно од жешките прашања кои ќе ни следи ќе биде излегувањето од Отворен Балкан. Значи Влен тоа ќе бара, зашто веќе и Албанија излезена од Отворен Балкан. Сега како тоа ќе се изведе утре? Значи,
како ќе се изведе тоа утре при ваква состојба. Значи кога ние ја губиме Грција, ја губиме од наша страна, ја губиме како некаков вид на сојузник кој што ни беше за утре кога ќе се расправаме за Бугарија за македонскиот јазик и така натаму. Грција отвори некни, знаете, центар за македонски јазик, толку ни го признава јазикот, или па ја губиме Грција во спорот за црквата, кој што ни престои, кој што е многу битен за целокупното општество и држава. И па сега, добро, до таму до каде што беше дометот на Преспанскиот договор и отварањето на вратата, да може меѓу другото да се реши и прашањето со црквата, но очигледно забораваме етапи, кога една мала отсечка на крајот им е оставена на црковниот врв. На крајот гледаме дека може да се престори во Нова Белјава, која повторно ќе треба некакви други фасилитатори, без претходно дури да научиме кој всушност оваа голема приказна, сигурно нема најден што мисли дека таа се случила само во црковните кругови. Ве плашили тивкоста на Влен, нивните противници, тие веднаш ќе ви речат толку многу обсесија да се влезе во владата и да излезе Дуи, што ги прави слепи да препознаат што всушност може Христијан Мицковски во вакви околности да им прави на една супер доминација во околности во кои, да речеме, дури и знам не беше потребен за владата, но се направи неколку потези во кои јасно ќе им биде сега на партнерите дека тие 58 се потешки од само 58, затоа што зад нив стојат и некакви пораки кои се малку покомплицирани за да се преживеат. За многу кратко ќе видиме дали Влен ќе има улогата на ДПА на Мендух Тачи од 2006 до 2008 година, кога условно кажано беа помалиот етничко албански партнер кој го немаше легитимитетот и влезе во владата на Никола Груевски, а Дуи како победник и представник на легитимитетот на албанците беше исфрлен, но врз база на тоа што Дуи беше во опозиција како под наводници реален представник на албанците, Никола Груевски постојано правеше политички дилови со Дуи, тоа создаваше фрустрација кај Мендух Тачи. Ќе видиме дали Влен ја преповторува улогата на Мендух Тачи, со оглед на тоа што на се уште неформирана влада видовме дека старите добри политички партнери и пријатели ВМРО ДПМН и Дуи може веднаш да се најдат на средина кога им одговари на едните и на другите. Позади гласањето на Дуи, јас мислам дека има многу посериозни договорени работи од тоа дека Дуи била исплашена некој од незините помали коалициски партнери во Европскиот фронт да гласа и да ја претекне Дуи. Мислам дека апсолутно ВМРО и ДПМН и Дуи може да функционираат безпрекорно и во ваква ситуација на владеачка и опозицијска партија. Тоа го видовме 2006-2008, но се поставува прашањето дали ако во политичкиот джеб ги стави Христијан Мицковски и Влен и Дуи, согласно на таа позиција која има од 58 мандати плюс мандатите на ЗНАМ, дали тоа ќе создава еден вид на невидена политичка фрустрација во албанската јавност кај нас, односно кај албанскиот електорат и одредени политички представници на албанците како Зијадин Села, или па повторно ќе се оди во насока на формирање на нови политички партиски ентитети на албанците, бидејќи имавме само две политички партии на албанците, ДП и Дуи. Во моментот кога ДП и Дуи беа политички прегазени од ВМРО ДПМН, настана Алијанса за албанците и настана БЕСА, бидејќи тоа беше нужна потреба на етничките албанци кај нас или на етничката заедница на албанците кај нас, на албанската јавност, да направат некое си милје во кое ќе се спротистават на политиките каде што Дуи и ДП биле погазени од ВМРО ДПМН. Ако моментално Влен како официјален партнер на ВМРО ДПМН и Дуи како опозиција бидат условно кажано ставени во таа политички подредена ситуација под политиките на Христијан Мицковски, ќе резултира со зголемување на фрустрациите кај албанците и ќе изискува на нови конфликти и нови ентитети кај албанците, особено ако не може ниту Дуи, ниту Влен да бидат тие кои ќе бидат гарантори на европската иднина на Македонија, за која и вие говоревте, а од нигде никаде гледаме дека Влен воопшто не го поставува прашањето на уставните измени, како што ветуваше во кампањата и во програмата на таа политичка коалиција пред изборите на 8 Вице-премиер за односи меѓу заедниците Иван
Стојковиќ. Има една изненадувачка генеза. Дел од одлуката на ВМРО-ДПМН е дека ќе има апсолутна контрола над пратеничкиот состав и дека тука ВМРО-ДПМН нема ништо да даде никому, освен на своите лојални партнери, Социјалистичката партија и партијата на србите, е разбирлива. Имал нокдаун со 8 пратеници и сега ова е тоа сигурно што го сака, но позиција на вице-премиер за односи меѓу заедниците во околности во кои, да речеме, главните што биле заинтересирани за таа приказна се албанските партнери, одеднаш се доведуваат во ситуација дека поради идеолошките преференции на кандидатот за вице-премиереве алтернатива одлучи заменикот министр да го повлече и да најде друго министерство во кое ќе го задоволи бројчето од поделбата на колачот. Да, ма тоа е... Дали оваа номинација разбирате како плюс некаква порака на Мицковски, која до сега не сме ни сакале да ја размислуваме, во која има помалку тој белградски мангуплук? Па не е белградски мангуплук, тука што има уште една порака која тек ќе се одрази, а тоа е повеќе личи на случајот на едниот од коалиционите партнери во холандската влада, Герт, кој што предложи еден таков министер кој што има јавно обзнанени врски со Мосад и на крај не можеше да го изведе тоа, мандатарот не можеше да го изведи. Тоа се случи никој не го поврза ова со истиот случај. Значи Стоилковиќ не е сам по себе проблем или партијата или коалиционите капацитет или тоа, туку врската со Путин и со Русија, тоа е порака и кон светот, значи не е како албанците. Албанците мислам дека веќе одговорија преку ова тргнување дека всушност тие заедници не се однесува на албанците, значи македонците и албанците се друго, а тоа е тоа министерство ќе биде континуитет на, како се викаше, дирекција за унапредување на правата на заедниците, кај што се другите, така наречени трети заедници, во кои се побројни, значи турците, србите, бошњаците и ромите и така натаму, и дека тоа е всушност работа, значи ова не е работа на македонците и на албанците, затоа со ова повлекување тие всушност тоа го кажате и тоа го разбирам. Уште нешто само за улогата на Влен. Знаете, улогата на Влен престои и во ослободување на делот на општествениот дел на албанците во Македонија. Дуи долго време беше со своите, значи ИВЗ, ФФМ, Државниот Тетовскиот универзитет и други институции кои што ги коалиција, таа го окупираше општествениот дел во албанците. И Влен здушно ќе работи на тоа, зашто следи период на локални избори, кај што ќе мора да докаже, таму ќе треба да се докаже, и тој период е многу од два аспекта е многу суштествен. И за политичкото представување на албанците, но е и важно заради тоа односот со ВМРО, со ДПМН, колку ДПМН во таа борба ќе ги слуша Влен. Значи веќе утре, зашто ние сега имаме буквално, значи сите го знаат како челник на ИВЗ, кој што е делегиран од партиски тела и ограноци и кој што значи во изборите имаше јавни испади на партиски тела. Нели имаме наговестување од Арбен Таравари дека има во некоја, не знам, огранок или џамија на ИВЗ дека има партиска пропаганда и така натаму. Тоа се тешки работи кои што се случувале во општеството. Или ФФМ, кој што не знаеме како обстојува, никому не му е јасно како обстојува, и тие ќе следат, таа борба ќе следи и многу ќе биде интересна за пратење за овој аспект. Имаме буквално една минута и хајде да не гатаме, се да сама добија многу критики за поведението на конститутивната седница. Ми беше симпатично што молчеа, затоа што ми се чини дека кон таков резултати треба да се однесувате. Ја примивме пораката дека малку треба да замолчиме, оти мојот проблем за пратениците од СДСМ беше зашто не зборуваат тогаш кога требаше да зборуваат и кога се гласаа некои закони кои ги доведоа во ситуација сега да завршат со 150.000. Ке ги видиме на изборот на влада, но дали вашето причувство е дека
тој проблем на македонската опозиција ќе биде хроничен проблем кој ќе бара повеќе јавност во контрола на поведението на влада која има сериозно мнозинство, отколку очекувањата дека тоа може да го заврши опозицијска партија. Апсолутно да, мислам дека ќе биде голем проблем, бидејќи СДСМ после тој, како да кажем, катаклизмичен пораз на 8 мај, ќе треба да помине еден долг период на стабилизирање. Прашањето е тоа дали некогаш ќе се случи на тој начин во догледните 5 до 10 години. Затоа апсолутно општествената, новинарската, интелектуалната, па би рекол и академската и цивилната јавност во Македонија ќе бидат тие кои треба да бидат постојано гарантори и коректори на погрешните политики на оваа власт, и се поставува прашањето дали доколку СДСМ не успее да се ревитализира на начин како што бил до сега една од двете конкурентни доминантни политички партии, ќе се остави вакум простор на создавање на некоја си нова идеолошка платформа или некоја нова политичка опција која ќе го заземе просторот, бидејќи природно е вие да имате биполарност на политичката сцена. Овде ќе мораме да завршиме, истече нашето време, ми се чини дека таму не е идеолошки проблемот, туку напросто фирмата ги загуби ресурсите и сега ние ниту знаеме што може да биде новиот, како се вели, оснивачки акт, но тоа е нивна работа. Одлуката на граѓаните е слушна на 8 мај. Мислам дека и во собрание не се појавија ни акционерите, значи и тоа се случи. Добро. Благодарам што вечерва наследавте, останете на програмата на Телма телевизија, пријатно.